Добро вечер и добре ни дојдовте во ова издание на проектот Сите наши песни, драги пријатели. Огромна благодарност за сите вас што сте вечерва тука, затоа што ќе имате што да видите и што да слушнете. Нови и стари македонски забавни прекрасни мелодии. Мораме да ги поздравиме и сите оние кои што се дома, кои што не гледаат при малите, големи, средни, високи, тенки екрани, кои што ќе уживаат во наредниве неколку минути, затоа што и вечерва имаме одлични кандидати, имаме различни две општини, но затоа вечерва повторно ќе имаме само еден победник. Сите наши песни, проект на Македонската радиотелевизија за зачувување и афирмација на македонската забавна музика. И како што е ред, ве молам еден огромен аплауз за биг бендот на Македонската радиотелевизија и маестро Кире Костов! Се разбира, тука ќе бидат и членовите на нашето стручно жири, екипите од двете општини вечерва, ама ајде да започнеме, значи, како што е редот, ви го представуваме првиот член на нашето стручно жири вечерва, господинот кој работеше целиот свој работен век го помина во Македонското радио како музички новинар, човекот кој има напишано голем број на хитови, човекот чии што песни ќе слушнете вечерва, мојот колега Ванчо Димитров. И веднаш ќе ви го представиме вториот член на жирито. Станува збор за човек како беше? Сакам да кажам дека пораснав со неговата музика, ама како и да е, станува збор за човек кој што остави многу хитови, хитови кои што и до ден денеска се слушаат и се вртат. Станува збор за Дарио. Како трет член на нашето стручно жири вечерва е човекот кој што будно следи се што се случува на македонската музичка сцена, човекот кој направи, би рекал, револуција во она што значи веб портал кој третира македонска музика. Само македонска музика? Апсолутно. Само македонска музика. Иван Бечковиќ од Македонска музичка мрежа. Добре ни дојдовте. Добре дојдовте жири комисија. Дали сака некој од вас вака и официјално нам да ни се обрати? Нам? Па нам да ни кажат честитки за шоуто. Ти текната клишето на почеток стално што се кажува. Сакате? Па може, повели? Не, ти повели како највозрастен. Избуни. Само не се карете на почеток, се ве молам. Не, тама работа. Јас сакам да го поздравам овој проект на Македонска радиотелевизија и да ги поздравам сите проекти на нашата телевизија, особено оние музичките, се разбира. Се радуваме на музиката во живо, се радуваме на оркестрот кој е овде пред нас, маестро Костов и така натаму, верувам дека вечерва ќе уживаме. Вие ќе имате време и ќе имате можност вашето мислење да го кажете за нашите вечерашни кандидати, а Каролина, сега мислам дека е вистинско време да започнеме со представувањето на општините. Нема да му дадеме збор на Дарио? Да го ставиме за потоа? Рече дека со неговите песни одресно. Да. Повели Дарио? Па гледам, машала, добро си пораснал. Си изслушал музика доволно. Неколку тебе, ама порасна. Добро. Уште малку ќе послушаш музика за да ме стигнеш. Ја во секој случај ќе кажам дека сум навистина ми буди преубави спомени доаѓањето повторно во овие студија на Македонската радиотелевизија и одлично е што конечно почнува да се слуша, да се гледа и да се прават емисии за македонска музика. Тоа е многу важно. И стари, и нови хитови се едно, но македонската музика мора да ја чуваме. И браво за вас. Апсолутно е така. Бечковиќ, ќе кажеш ли ти нешто или да те оставиме за потоа? Ќе кажам, ќе го поздравам проектот, навистина е одличен и со нетрпение чекам да ги слушнам кандидатите. Благодарам. Ајде да почнеме како што е редот. Време е за представување на првите кандидати, првите тројца кандидати кои доаѓаат од еден преубав град, градот на конзулите. Веќе претпоставувате, поздравете ги првите тројца кандидати, ни доаѓаат од Битола. За Битола наштапуваат Марија Круевска, Антонио Стевановски и Тара Ристевска. Повелите?
А лево, јас те збудив, извини, лево. Ако не продефилирајте, сте убави, млади сте, ќе ве слушнеме како пеете вечерва, а сега е вистинско време и да ви го представиме вториот град, односно втората општина која што ќе имате можност да ја слушате преку низините кандидати вечерва. Станува збор за градот со најмногу манастири во Република Македонија, еден од најстарите градови во нашата држава, градот кој што е полн и во зими и во лете само поради убавините и поради луѓето кои што ги има. Станува збор за Охрид, а вие ќе погледнете накратко нешто за истиот. За Охрид настапува Дејан Стефановски, Иван Ивановски и Христи Талески. Се сместија кандидатите. Ќе одбереш страна или целта на нашето шоу всушност и не е така? Ние малку треба да сме неутрални или сакаш да бираме овој по страна? Неутрални, ама повели. Со кој капитен на екипите? Како да ти објаснам дека лева страна ќе одберам? Предпоставував дека ќе биде така, Би им предпоставував. дал предност на дамите. Дали си одбравте капитен? Битолчани и ки? Ете, јас ако ме гледаш. Да. Тара, како се подготвувавте вие за нашето шоу, односно како се подготвувавте за вашите настапи? Дали тимски или индивидуално? Индивидуално ги подготвувавме песните, на YouTube ја слушавме песната, ја учевме, ја пеевме Така, и сега тука сме да се представиме. така. Каролина, нешто твојот тим да каже, бидејќи веќе се Јас поделили? само ќе кажам дека Христи Талески е прилепченец во Охрид, во екипата на Охрид. Христи, ќе ми кажеш ли зошто? Да, тоа како Емотивно нешто си му врзан со Охриѓани или? Затоа што... Затоа што си го сакаш и Охрид како прилеп или? Затоа што сакаш да пееш? Значи, бидејќи... Дајте му еден аплауз на Христи, ме молам, дајте му аплауз. Ова доаѓа како написат од Стинг, англичанец во Њу Јорк, ова испеѓа прилепчанец во така Охрид. Кажи ми како ги подготвуваше момци? Имавте некакви... Заедно сите се подготвувавме. Ама јас знам дека се прошетавте низ Скопје, Да. внимавајте. Нека не лаже, го подмитувале во Охрид, го однеле, ајде го веслале на кајче бесплатно. Признай, Христи. Како и да е, значи, ајде, да не должиме многу, ќе покажат и битолчани, и охриѓани, и прилепчанецот за Охрид, што се умеат кога станува збор за македонската забавна музика. И одиме поред, одиме поред со представување на првиот кандидат, кој настапува на оваа прекрасна сцена во студиото 1 на македонската телевизија, ќе видите сега. Јас сум Марија Груевска од Битола. Секогаш се занимавала со пеење. Имаше синтесайзер со кој ни свираше низ дома. Свири кларинет. Душо, нека ми несе, само немој ти биди до мене. Од мала веќе се откри дека таа е заинтересирана за музика. Се трудеше, цело време пееше, се нервираше дури. Таа е премногу амбициозна и некои работи кои сака да ги постигне, ги постигнува со труд и тоа што сака да го добие, ќе го добие. Нормално надарена, има талент, значи за музика и нема да му представува пречка тоа да се слајде со нив. Марија е добра другарка, друштвена, сака да ти помогне, се жртвува за тебе. Добра, убава и голем другар. Марија е фантастично дете. Секој родител би се гордел со неа. Марија, ти посакувам се најбоље, цела Битола со тебе. Сега знам, ниту припаѓам, ова се не мојот сон. Твојот лик, твојот глас ми се туги. Твојот глас не ме допира, макар што
isto zvuči to pokraj nas gine se što sme bile. Zašto ti nesi to, zašto ti nesi drug, onoj žar, onoj dan, samo moj, samo moj. Zašto ti nesi to, moj od svet, moj od zid, moj od greh, moj od smeh, samo moj, samo moj. Tvoj glas ne me dopira, makar što isto zvuči to pokraj nas gine se što sme bile. Zašto ti nesi to, zašto ti nesi drug, onoj žar, onoj glas, samo moj, samo moj. Zašto ti nesi to, moj od svet, moj od zid, moj od greh, moj od smeh, samo moj, samo moj. После се не те чувствувам, немам што веќе да ти дам. Прости ми овој час што си одам. Феноменален старт на вечерашна емисија. Честитки, Марија, за одличниот настап. Тој ќе ми го даеш, бидејќи веќе си озвучена. Може малку понапред да дојдеме вака. Кажи ми, дали чувствуваш притисок кога знаеш дека ја пееш песната пред човекот кој што ја создал? Па, да. Не гледа така, сега кажи ми. Да. Да? Ти беше ли тешкотија да научиш оваа песна да испееш? Не ми беше тешкотија, уживав додека ја учев песната и баш ми се погоди. Баш ти се погоди? Да. И се погоди ли публико песната? И се допадна твојот настап на публиката, да видиме што ќе каже жирито, господине Димитров. Еве, вас ќе ви дадеме збор прво. Морам да ви кажам дека јас сум среќен што добив ваков пееш за мојата песна која сум напишал пред 40 години. Има изворедно прецизна интонација, има и доволно емоции во песна и точно знае да ги дозира тие емоции. Навистина, мислам да е Маја Джаклиевска овде, ќе добиеш од неа најмногу аплауз. Ви благодарам. Дарио, еви вашето мислење? Јас исто се сложувам со Ванчо. Ни еден единствен фалш. Ни еден, секоја чест. Браво. Ви благодарам. Ајде, Иван, и со вас да го завршиме првиот круг на мислење од жирито. Одличен вокал. Нејзиниот начин на изведба ме врати во она време од 70-тите години и мислам дека би требало да продолжи со музиката и понатаму. Ви благодарам. Одлични критики, Марија. Што мислиш, какви оценки ќе добиеш? А не знам. Не знаеш? Еве сега ќе да знаеме. Ве молам вашите оценки да видиме што жирито ќе даде на Марија односно на првиот кандидат кој што настапи вечерва. Иван? Од Иван си доби чиста десетка, браво. Ванчо, вие? Ете и втората десетка. И од Дарио? Деветка. 29 поени вкупно за Марија, честитки. Одлично отвори втората емисија од шоуто Сите наши песни. Ние продолжуваме понатаму со вториот кандидат, кој што ќе видите како ќе испее и кој всушност тој. Здраво, здраво, јас сум Дејан Стефановски, имам 24 години, сум од Охрид. Се пријавив на
Шоуто Сите наши песни е организирано од Македонска радио телевизија. Што е тоа во луѓето тажно, што живеат во животиту. Сум завршил основно музичко уште од раните години, така што скоро цел живот ми поминал во песна и музика. Буквално има голем репертоар, барем јас така мислам, од македонско, српско, странско, рок, поп. Сакат да се дружите, обожаваат журки, забави. Кај има музика, има и пеење и забава. Поседува многу харизма и веројатно е другар што го имам со најмногу самодоверба. Сметам дека сум амбициозен. Негово мото е Stay foolish, stay hungry. Сметам дека сум доволно компетентен за ова шоу. Дела, а не зборови, ќе си покажи сам, јас нема што да кажам. Јас сум Дејан Стефановски од Охрид. Поддржете ме мене и поддржете го Охрид. Нестварна ко филмска тугинка, нежна плава како русинка, како бајка со звук на балалајка, годи со неа денок сретни, прекратко трае, а што за неа праша. Безобразно лажам јас, дека не мислам на нас, но неа заспивам, со неа станувам, за неа сонувам. Безобразно лажам и дека не плачам, одам и зборувам, пеам и пишувам, но да ми живеам. Сите руски снегови нема да се доволни, да може да ја покрија мојата тага за неа. Одам често на наше место, празна столица и стари лица. Сите по неа уште ме памта, а штом за нас праша. Безобразно лажам јас, дека не мислам на нас, со неа заспивам, со неа станувам, за неа сонувам. Безобразно лажам јас, дека не мислам на нас, со неа заспивам, со неа станувам, за неа сонувам. Безобразно лажам и дека не плачам, одам и зборувам, пеам и пишувам, но да не живеам.
Безобразно лажам, ама ќе биде безобразно ако не ви кажам дека во гардеробите додека се подготвувавме за емисијата, Дејан рече вака, не сум ниту безобразен, ниту лажам, ама толку многу ми се допаѓа песнава и текстот во неа. Како се чувствуваш сега? Па, добро. Улесно е? Без многу проба. Се надевам никого не го разочарав. Ајде ќе видиме. Тоа е тоа што можам да дам максимум. Ќе видиме. Ајде да започнеме со Дарио. Дарио, ова е твоја композиција. Да. И какви се твоите првични впечатоци од како го виде Дејан на сцената? Очигледно е дека му се допаднал и текстот и музиката, затоа што внесе многу емоција во песната, во интерпретацијата. Со многу емоција се даде комплетно, што би се рекло, себе си. И секоја чест за тоа. Мислам дека треба да ти се честита за тоа. Малку трема те тресеше, можеше малку да се опуштиш, како што ти реков преска, но мислам дека генерално за емоцијата секоја чест се гледа дека уживаш во тоа што го пееш. Прости, сакам само уште нешто да те прашам, Дарио, како е кога некој друг ја пее твојата композиција, особено еден млад интерпретатор? Па нормално, интересно, песната ја знаеш, онака другачија интерпретација, многу нормално, ништо посебно. Ама посебни ќе бидат, препоставам, твоите поени, ќе ги видиме подоцна. Ванчо Димитров, повелете. Кај мене, кај Дејан ми се допадна особено гласот. Има преубава боја на гласот, има еден широк вокал така. Мислам дека би бил одличен пејач за балади. Се разбираш, малку тремата тука не му дозволи да ги покаже сите своји квалитети, но мислам дека тој е наистина надежен пејач. Благодарам. Ти годат комплиментите. Само да видите, јас можам да го слушнам и срцето како му бие, меѓутоа, Иване, повели. Па прво да кажам дека секоја чест на Дејан што смело се фати во кости со една песна која периодове е актуелна, која е одлична и преска и му кажав на Дарио дека од последниве песни кои ги исфрли, ова посебно и мене ме допре. Се согласувам со Дарио дека Дејан внесе многу емоции во песната и мислам дека ќе доби добра оценка. Ајде да ги видиме поимите. Јас сум понестрплива од тебе. 9. 10. Токму така. Затоа беше чекањето и Дарио. Благодарам. Задоволен? Задоволен. Повели сегни си на место, а сега е време за вториот интерпретатор. Ке видите кој настапува, следува уште една навистина прекрасна композиција и прекрасен млад човек кој се надева дека еден ден ке биде на македонската музичка сцена како професионалец. Јас сум Антонио Стефановски, доаѓам од Битола, имам 20 години. Можеш од мене се да добие. Како желба ми беше кога ја пораснам ќе бидам пејач и почнав да вежбам. Антонио знае да претера со пеењето, никогаш не е доста за него. Кога е атмосферата за пеење, сите се придружуваат, ако не е, застани бе брат, доста е. Антонио е многу добар, друштвено дете. Ќе се сечи така? Знае да се дружи, искрене. Имам јас тремата ме имаме. Овој проект ќе биде супер, ќе има дружење и ќе можеме да се покажеме колку скриени таленти има во Македонија. Добро пее, знае да се представи. Слушам звездо моја мила, сама ти си била. Се менува Антонио башка со чупина, друго е со нас. Се ќе иди подобар и подобар станува. Мислам дека ќе биде предизвик и ќе биде супер. Гледам нарцис или златен глас, од секаде до мене допира тој нежен глас. Повторно го пееш оној свој рефрен, косо ока моја со жолто нежен ден. Се за тебе знам, а ти не постоиш, сакам да те добрам, во воздух трепериш, тврда дека и
во друг. Дали јас и ти сме биле баш во таков круг. Ако можеш, врати ми ја Боже, или мене врати ме во тоа време. Само да може да ми каже дали горе има нешто или лажеш. Ако можеш, врати ми ја Боже, или мене врати ме во тоа време. Само да може да ми каже дали горе има нешто или лажеш. Никогаш во кина не сум патувал, а на зидот секој камен добро го знам. И на едено ми стои сигурно, кој знае од кого мое име врежано. Ако можеш, врати ми ја Боже, или мене врати ме во тоа време. Само да може да ми каже дали горе има нешто или лажеш. Ако можеш, врати ми ја Боже, или мене врати ме во тоа време. Само да може да ми каже дали горе има нешто или лажеш. Пијама од очи сами од себе, течат како порака жолти солзи две. Една е за мене, друга за тебе. Се будама во рака, лотосов ми цвет. Ако можеш, врати ми ја Боже, или мене врати ме во тоа време. Само да може да ми каже дали горе има нешто или лажеш. Ако можеш, врати ми ја Боже, или мене врати ме во тоа време. Само да може да ми каже дали горе има нешто или лажеш. Да дојдам или да не дојдам? Дојди. Чекај вака да те подзабришам малце. Браво за сценскиот настап, мајсторе. Секоја чест. Секоја чест, навистина многу убав настап. Динамичен. Се спремаше? Не баш. Не баш. Воопшто. А замисли да се спремаше како ќе беше ова? Хајде да го чуеме жирито што има да каже. Дарио? Фина косока. Косока, да. Да не се секираш, и јас се потам која пеам оваа песна на концерти, значи тоа е нормално. Интересен настап, да, голем плюс му е тоа што се отпушти од пола песна натаму се отпушти, па почна да кокетира со камерче, со кран, ова, она. Тоа ти е многу добро. Си се потрудил и мене ми се допадна. Секоја чест, браво. Фала. Ти годал така позитивни критики, а? Супер. Ванчо? Јас мислам дека е многу битно што тој влезе добро во стилот на песната. Значи, влезе во приказната што се вели и многу беше уверлив во тоа што го правеше. Јас му поверував дека она што го пее, дека и тоа е и негова приказна, со некој ситни овде онде по некоја интонативна несигурност, но тоа се подразбира кога прв пат се настапува на ваква сцена, но во секој случај јас сум многу задоволен од неговиот настап. Фала. Одлично. Ајде да го чуем Иван. Ја исто така сум фасциниран од неговата енергија. Мислам дека на почетокот на песната малце му трепереше гласот, али во вториот дел си дојде на своје. Фала. Убави критики, сакаш да ги видиме и оценките или? Па може. Сега убави зборови ти кажа, па оценките мање више не се ни битни. А? Или? Битни. Битни се, ајде да ги видиме. Ајде, може од Дарио. Седмица. Седмица ми е среќен. Добро. Деветка. И третата оценка е осмица. 7, 8 и 9. Задоволен си од оцените? Да. Да?
ама како да не си некако со полуста, очекуваше повеќе? Па, не знам јас. А? Не знам. Они знаат најдобро. Да. Ки имаш време да се докажеш и до крајот на нашата емисија, а ние имаме уште многу да понудиме, затоа претпоставам моја плюс не е за мене, туку е за Антонио. Како и да е, имаме уште многу напреварувачи кои што ќе ги гледате вечерва, а кој е следен дознавате сега. Здраво, јас сум Иван Ивановски. Имам 28 години и сум од Охрид. Што ми ја украде душата ти, што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот? Се занимавам строго само со музика. Живеам мислам строго од музика. Со Иван пред 3 години почнавме да сработуваме заедно, да свириме, пеевме по свирки и тезги едно друго све. Претежно пеам забавна музика, сакам рок музика. Знае убаво да пее, да направи атмосфера. Стојам долго јас, гледам чудно и без глас. Сум настапал многу пати во живо и мислам дека нема да ми е воопшто проблем да настапувам со биг бендот. Па моје мислење мислам дека ќе стигне до врвот. Не би сакал да зборувам сам за себе, така добар човек, дружелюбив така. Девојките го сакаат заради што е убав, згоден. Јас сум Иван Ивановски од Охрид, навивете за нас. Носиш грудка тешка, тук ти е мојот глас. Пролета си оди од нас. Гасне си од жар, оној звезден дар. Носи горчлив здив помеѓу нас. Ако треба, драга, стопи ме од тага, но запри се, погледај ме, кажи нешто, драга, па макар и лага, насмени се, налути се. Само еден збор ми треба, цвету мој, да те земам топол преград свој. Ако треба, драга, стопи ме од тага, но запни се, погледај ме, кажи нешто, драга, па макар и лага, насмени се, налути се. Само еден збор ми треба, цвету мој, да те земам топол преград свој. Стоиш тука покрај зидот, созад очи твои, допир не чувствуваш мој. Денот носи смев, еве го направ, земи го, прегрни го ти пак. Ако треба, драга, стопи ме од тага, но запни се, погледај ме, кажи нешто, драга, па макар и лага, насмени се, налути се. Само еден збор ми треба, цвету мој, да те земам топол преград свој. Ако треба, драга, стопи ме
sve. Samo jedan zbor mi treba, cvetu moj, da te zemam topol pregrad svoj. Znaj srce nadlež gori, prozbori. Иване, ова беше навистина Жешко. Жешко. Па и Жешко во студиово, погрелку рефлектор. Ама чинам дека по Жешко ти беше од емоциите, што Да, ги апсолутно, чувствуваш. да, апсолутно. И како е сега после? Па, по настапот? супер ми е. Не знам, нема Да не многу сакаш уште трема. една? Може, ајде. Може, зашто? Попосле. Малку потоа. Добро. Ајде да видиме каков е ставот на нашето стручно жири. Колега Димитров, ова е ваша композиција, отпеана на Скопскиот фестивал со гласот на легендата Драган Мијалковски. И како е сега да се слуша и да се гледа Иван во таа улога? Веднаш да кажам дека сум ја исклучително задоволен како тој ја испеа оваа песна. Ја кажи нешто, Драга, инаку е доста захтевна песна, таа има многу широк опсег на мелодијата, нели? Но тој во тоа немаше никакви проблеми. Има сигурен вокал, сигурен настап, се гледа дека има искуство некакво пејачко и мислам дека после Драган Мијалковски ова е најдобрата изведба на Кажи нешто, Драга, што сум ја чул. Благодарам. Браво! Мислам, ваков комплимент од авторот на една песна, особено од Ванчо Димитров, кој, да ти кажам искрено, малку скржав на комплименти. Значи, не попусто е ова, благодарам. Дарио? Јас нормално ќе го пофалам, Иван, секоја чест, ти рече дека сакаш рок, колку што слушнав и такви ствари. Тебе овој стил шлагер ти лежи као кец на десетка, значи одлично ја отпеа, имаш еден самоуверен настап, интересен си, шармантен на бина, браво, ти си спремен за фестивал утре да одиш. Само уште стомачето да го скинеш и готов си за фестивал. Ке се потруди. Благодарам, Дарио, да, ќе се потрудам и за тоа. Ќе ви откриам веќе на здрава храна и тоа од вечерва. Ајде, Иване, повели за твојот именјак. Што да кажам, што веќе не кажа моите претходници, доста сигурен настап. Мислам дека и публиката му беше сојузник и го очекувам и понатаму на сцената. Благодарам. Ајде сега да ги видиме поените, ве молам. Љубопитен си, нели? И јас. Да, љубопитен сум. И јас, повелете. Ајде да видиме. Може, Иван, ако повели, ако си подготвен, нешто Дарио го гледам се мисли, 9-ка. Благодарам. 10-ка. Благодарам. И Дарио, 10-ка уште една. Благодарам. Браво. Браво, Иване, повели седни си на место. Знам дека си задоволен од поените. Следува следниот надпреварувач од кој град ни доаѓа, од Битола. Ке видите за кого станува збор. Јас сум Тара Ристевска, доаѓам од Битола, имам 22 години. Студирам на медицински факултет во Скопје, општа медицина. Најприсутна си тогаш и те нема и секаде те има, неизбежно те има. Музиката има еден многу терапевтски карактер, кој што веројатно многу ќе придонесе и во понатамошното развивање на медицината. Тара е специфична, уникатна, посебна. Знае секогаш да те сослуша во сите лоши моменти. Ексцентрична. Оние работи кои што најмногу ме нервираат е тоа кога не крева на телефон, кога упорно ја барам и кога вели дека телефонот ме е на сајлент. Се што би замислила, до сега мислам има остварено. Македонската музика ја сакам и предизвик е да се пее заедно со биг бендот на македонската радио телевизија. Како што ви рекле скопјаните, Битола нема аеродром, но затоа има девојки како Тара на кои дури на чија убавина би позавиделе и боговите.
slušam tatneži, da gledam grabeži, od čovek duša kradat, od nekog kukla pravat, od tam sam brnuva, temen oblak nosim vreme, podaleko od ovoj čuden svet, kaj što ga brani, ledati peat, zapeli lebedi, konji, brzajte, vetro i duvajte, neka iščezne moj otrag, dok mi koči, odvedete me i ne vraćajte me nazad. Konji, brzajte, vetro i duvajte, neka iščezne moj otrag, dok mi koči, odvedete me i ne vraćajte me nazad. Otam sam brnuva, temen oblak nosim vreme, podaleko od ovoj čuden svet, kaj što ga brani, ledati peat, zapeli lebedi, konji, brzajte, vetro i duvajte, neka iščezne moj otrag, dok mi koči, odvedete me i ne vraćajte me nazad. Konji, brzajte, vetro i duvajte, neka iščezne moj otrag, dok mi koči, odvedete me i ne vraćajte me nazad. Не, назад. Тука. Пак заминати тогаш. Кај замина и тогаш? Аудијата. Уште се снима, само да знаеш прекини да збориш за аудицијата, не е важно. Како си помена, Тара? Супер. Некако ја освои сцена, а барем мене така ми изгледаше. И јас ја освоив сцената. Така? Дали ти е тешко, мака или убаво ти доаѓа на душичката која вака? Не возбудено, со емоции во мене и емоции кои се ги оддадов. Такво чувство некако, како заедно некоја интеракција. Ова е композиција на Ванчо Димитров, ама бидејќи вечерва на Иван не му дававме ниеднаш можност прв да го каже своето мислење, предлагам овој пат со вас да ја отвориме оваа етапа на коментари. Прво, кај Тара ми се допадна нејзиното име и морам да кажам дека мојата сопруга долго ме убедуваше такво име да ја дадеме на ќерката, ама се роди син. И ми ја расипа приказната. Али приказната на оваа вечер не е расипана, затоа што Тара имаше одлична изведба на една тешка песна, али внесе нешто многу свое. Секоја чест. Убав коментар. Ванчо? Силна експресија, тоа е мојот прв печаток, многу емоции. Без емоции знаете дека нема музика, нема уметност. Тара е навистина многу сигурна и многу убедлива во својата интерпретација на оваа песна. Има едно местенце кое таму не го научила баш најдобро, но тоа денес вечерва ќе го поминеме така. Навистина сум многу задоволен. Песната, како што рече колегата, е многу тешка за пеење, бара многу енергија и бара широк вокал. Ова е вокал со многу голем опсег. Но Тара тоа го направи одлично и јас сум презадоволен од тоа. Одлично. И Дарио? Јас исто би се сложил дека оваа песна, јас ја памтам уште кога излезе, е многу тешка песна.
еден таков вокал како Ана Костовска, специфичен многу, да го скинеш и да го отпееш е многу тешко. Тара внесе една своја така малку хорска интерпретација, специфична, малку и направи фейслифтинг на линијата, но инаку изгледа убаво, права битолчанка, убава, сигурна, облечена како што треба. Браво. Така да река, Битола нема аеродром, ама затоа има девојки како Тара. Затоа има авиони. Па нас не ни треба ни аеродром тогаш, ако идеме така. Може да ги видиме и оцените. Јас само би сакал да ви нагласам на сите кои добивате гласови од нас, дека овде на мониторите имаме гласови од 1 до 10. Значи не се од 5 до 10. Така да знаете дека се што е преку 5, 6, 7 е сосем окей. Ајде да ги видиме оцените. Па Дарио, може да почнеме со вас. Ајде. Ева од мене. 8. 9. Иван. 9. Тара, ти благодарам за твојот настап. Добро, ако сакаш и вака ќе си честитаме. Повели на твојата позиција, а ние привршуваме со кандидатите, односно сега на сцената ќе го видите и последниот кандидат од Охрид кој што ќе настапи. А за кого станува збор да знавате за кратко. Јас се викам Христи Талески од Прилеп, имам 21 година. Студент сум на Филошкиот факултет во Скопје. Покори ми ја душата, покори ми го телото. Неговиот вокал е уствари многу нежен. Мојот талент го открив самиот јас. Може да фати многу добри високи тонови, кои што не сум слушнал кај други личности, така може тоа да се испее. Сакам да се докажувам, по природа сум таков, сакам да се докажувам. Многу ентузијазмичен, скромен, скромен. Кога нешто ќе одлучам да го направам, тоа и го правам. Може малце се срами, ама има многу да покаже во себе. Ќе ми биде задоволство да пеам со големиот оркестар на МТВ. Бидејќи се тоа големи професионалци пред се. Едноставно верувам во него зашто он верува во себе си. Јас сум Христи Талески, дел од шоуто Сите наши песни, навивајте за мене. За љубов, другари и музика, има душа страшно широка. Животот каков убав е, затоа што знае како живее. Сите мои добри другари, сите мои стари љубови, би сакал да сте нојква со мене, спомени лоши да испиеме. Мајко моја, роди ме, уште наш после се, толку многу сакам јас, животот е само час. Мајко моја, роди ме, уште наш да ми е, не знам утре што иде, нека биде што биде. Недовршени, колку сништа неостварени, години во неврат минати, ке отидат низ брејки солени, а и после се смеме, и сите една песна пеме. Дај Боже уште зори смрачени, изгодни жени нашанкачени. Се, толку многу сакам јас, животот е само час. Мајко моја, роди ме, уште наш да ми е, не знам утре што иде, нека биде што биде. Мајко моја, роди ме, уште наш после се.
се, толку многу сакам ја, животот е само час. Мајко моја роди ме, уште еднаш да ми е, не знам утре што иде, нека биде што биде. Мајко моја роди ме, уште еднаш после се, толку многу сакам ја, животот е само час. Мајко моја роди ме, уште еднаш да ми е, не знам утре што иде. Мајко моја роди ме, уште еднаш после се, толку многу сакам ја, животот е само час. Мајко моја роди ме, уште еднаш да ми е, не знам утре што иде. Еј, ма нека биде што биде. Епа ете, видна, тоа што требаше да видна. Реков Прилепчанецот како засилување емотивно, како енергија на прекрасните Охридјани. Нема да им откриваме зошто. Уште до крај, ќе ги држиме во неизвестно зошто Прилепчанец во Охрид. Како си сега? Супер. Супер. Ти легна песната од Дарио? Ми легна, да. Нека биде што биде. Да. Ајде да видиме што ќе биде со гласовите. Нема да почнеме со авторот на композицијата. Повелете, Ванчо Димитров. Очекуваме од вас. Јас мислам дека вечерва да се натпреваруваат два града кои имаат исклучително богата музичка традиција, исклучително богат музички живот и со многу песнопојци. И мислам дека вечерва наистина беа сите одлични кандидати. Христи наистина многу коректна ја испеа оваа песна. Овие брзи песни навидом се лесни за пење, но не секогаш баш е така. Тој на некои места беше малку непрецизен, малку има премногу отворен вокал, но во целина јас сум многу задоволен како ја испеа песна. Благодарам. Иване, повели? Доста коректна изведба и сценскиот настап ете се обиде да биде како што треба и окей, се на се поред. Благодарам, Иване. Фала. Ајде, авторот на композицијата Дарио, повели? Добро рече Ванчо, ми го зема зборот од уста. Оваа песна е навидум онака брза, лесна, ќе ја отпееш. Она не е премногу тешка, но е многу напорна. Значи, многу е напорна за пење затоа што е премногу набиена, премногу брза и многу текст треба да испееш коректно за толку кратко време. Убав настап, многу е позитивен си, Христи, позитивен, супер изгледаш и посебно на крај онаа модулација кога е, ја фати одлично, значи директно, што е многу битен момент. Инаку за прв пат слушнав моја песма во прилепска изведба. Би сакал Христи ќе го запаметам по би сакал нојќва да сте со мене. Браво. Благодарам. Забележа ли дека имаше дури и танчерска група? Те деконцентрираа, може? Не забележа? Не забележа. Како можеше да не забележа, Диме? Джабе игравте. Джабе, ние за нас играме. Жирито ги забележа. Ние си го направивме кефот. Пред да ги даде, мора да ве прекинам. Пред да ви ги даде оцените жирито, Христи, публиката има да ти даде оцени. Еве, вака го оцени публиката. Ама да видиме какви поени ќе дадат нашите членови на стручното жири. Повелете, ајде да видиме. Осмица. Од Дарио. Осмица од Ванчо Димитров и осмица од Иван Бечковиќ. Благодарам, задоволен си, не? Да, задоволен. Повели, седни си на место, дај го така микрофонот. Можеш да дадеш и на нас, а колешке морам да признам дека и Елена и Лука многу добро ги стојат. Елена, Лука, ама и Селио се потрудиле очигледно, а инаку да кажеме дека нашите драги кандидати се обличени во моделите од... Овие се. Тоа е бутикот кој што е заложен за изгледот на нашите кандидати, а она за што ние сме задолжени сега е да најавиме што, публико? Ете така, хорче, реклами! Еве, неповторно продолжуваме со шоуто сите наши песни и мислам дека овој пат ќе биде на вистина неизвестно, што во втората емисија имаме борба на титаните. Многу тесно. Веќе на вашите ТВ екрани ќе можете да го видите табеларниот преглед со моменталната состојба на поените за двете екипи. Значи, екипата на Охрид има
Еден поен повеќе од екипата на Битола. Табеларно тоа значи 80 поени за екипата на Охрид и 79 за екипата на Битола. Само еден поен разлика. И тој поен разлика мислам дека ќе биде дури може и да се анулира во играта која што ќе следува. Ќе следува играта караоке, меѓутоа ќе ви кажеме зашто станува збор по она што сега ќе следува. По она што сега ќе следува, тоа е прекрасниот настап на Дарио кој што ќе настапи во овие моменти. Уживајте. Без тебе живеам, морам, а не сакам, да умрам не можам, ни да заборавам. Замнижам ден по ден, ко гердан бисерен, кој нема никому да биде подарен. На дно на река прстен кован за тебе, на дно на душа ден, кога си отиде, верони премногу, еден е вистински, а само една е последна од безброј станици. Наутро ја стага, наместо кафе испивам, покрај слика твоја на рака стариот сад, во време застанат. Кога беше моја зборови отровни, ко страшни шумски пожари, се за тебе гора зборови погрешни, во криво време кажани, цел живот ке не вола. Љубов само еднаш доаѓа, или ја земаш, или крај тебе проаѓа, а јас сум само траг во снегот последен, што нека пролетно сонце да биде растопен. Наутро ја стага, наместо кафе испивам, покрај слика твоја на рака стариот сад, во време застанат. Кога беше моја зборови отровни, ко страшни шумски пожари, се за себе гора зборови погрешни, во криво време кажани, цел живот ке не бола. Зборови погрешни, зборови отровни. Зборови погрешни, во криво време кажани, цел живот ке не бола. Зборови погрешни. За вас е колешки. И тоа беа погрешните зборови со Дарио, а сега е време за оно што ви го најавивме и пред блокот реклами, ако се сеќавате. Тоа е играта караоке. Во овие пликоа веќе беа текстовите кои ние им ги поделивме на членовите од двата тима, значи и охриѓаните и битолчаните го добијат текстот на песната која што ќе треба да ја интерпретираат. Тоа значи дека во текот на истата композиција едниот дел е резервиран за оној тим. Првиот дел за оној тим што има помалку поени, тоа е во случајов екипата на Битола, иако се разликата е само еден поен. А онаму, каде што ќе пишува предади го микрофонот, стартува втората екипа. Вториот тим, што значи стартувате вие охриѓани и Прилепчанецу. Може ли да замолам публиката да даде еден голем аплауз за 6 уплашени душички што ги гледам овде?
Затоа што гледам дека се прилично уплашени, а очигледно дека караокето ќе решава борбата помеѓу овие две екипи. Знаете, стоите вака овде во центар, си се редите и дали сте подготвени, Христи, таму во линија, да не дое наставничката да ве кара? Исправени? Дали сте подготвени? Да. 3-4, може. Без спаѓање, отвори душа, признај ми, што сме сега јас и ти. Пола мое во тебе, пола твое спие во мене. Ајде сега гушни ме, до небо дигни ме, црно и бело е се. Една вистина и една лага, иако заедно сме. Ти бирам среќа, и бираш тага, црно и бело е се. Добро и лошо ништо не ги дели, и сега насмевни се. Еднот ме води, онот ти бели. Гледај ме, не сум никога најдеш се. Ајде гледај се до крај, нагаѓање со мене. Отвори душа, признај ми, што сме сега јас и ти. Пола мое во тебе, а пола твое спие во мене. Ајде сега гушни ме, до небо дигни ме, црно и бело е се. Црна вистина и една лага, иако заедно сме. Ти бираш среќа, ти бираш тага, црно и бело е се. Едно и лошо ништо не ги дели, ај сега насмени се. Еднот ме води, онот ти бели. Дали сте подготвени да ги дадете вашите гласови, односно вашите бодови, прво за тимот кој што прв настапи? За екипата на Битола? Да Това не е сте всушност и возбудени? идејата на оваа игра. Кажи како звучеа во црно и бело. Да. Мажишта, Трио Валт. тенорите. Ајде додека. Жирито е очигледно повозбудено над преборвачите. Или не? Може да ги видиме за Битола поените. Ајде. Имаме една деветка од Иван, Деветка. деветка уште една и од Дарио, деветка, 3 деветки. Браво, битолчани. Но ова ништо не одлучува, да ги видиме поените за Охрид. Охрид има еден поен повеќе, Така. за разлика од битолчаните во досегашните нивни настапи. Ќе Дали биде- тоа ќе се ќе промени биде или не? тесно. Ајде, публико, што мислите вие? Кој ќе победи? Битола или Охрид? Еај! Чаир! Ајде да видиме сега поените за охриѓаните. Ајде, Иван. Иван, Осмица. Што кажува ова? Осмица и осмица. Тоа значи дека битолчаните се победници во втората емисија. Може да дадете еден голем аплауз. Момци, одлично се боревте, честитки за вашиот настав, ви благодарам. Сега драгата хостеса наша ќе ви донесе подароци. Повелете, ова е за вас. Утешна награда, ви благодарам за вашето учество, Христи. Ова е и за тебе. А честитки за вака да се свртиме сите. Кажете ми дали очекувавте дека ќе се сменат работите во самиот крај, дали очекувавте дека ќе победите? Да. Јас уште од почеток. Што Многу знаеш се од почеток? скромни. Ама знаете дека се лажните поени всушност победија охриѓаните. Аха! Честитки уште еднаш за вашиот настав, ви благодарам за вашето учество. Може да дадете уште еден аплауз за двете екипи, бидејќи навистина беа одлични. Вие си одите на вашите позиции, а Каролина, претпоставувам и ние дома ќе си одиме. Па искрено се надевам задоволни во секој Да. случај. Честитки за битолчани.
Охриѓани и Христи од Прилеп, нема за што да жалите, одлични бевте на сцената, добро се покажавте. Уште еден аплауз сега ве молам за тимот, со кого што се простуваме. А тука некаде ќе се простиме и од вас, почитувани пријатели. Ви благодариме што и вечерва бевте со нас во ова издание на шоуто Сите наши песни. Се разбира, ви благодариме и благодариме на Биг Бендот на Македонската радиотелевизија. Начело со маестро Кире Костов. Така е. Трите прекрасни дами од придружните вокали. И благодариме на стручната жири комисија И да се заблагодариме и на нас, нели, што бевме прекрасни, впрочем, како и секогаш. Жири комисија, ви благодарам за вашето учество. Се надам дека убаво си поминавте, да и се заблагодариме и на публиката која што беше дел од ова шоу. А вие не заборавајте дека уште во третата епизода ќе добиете можност да гледате нови кандидати, да гледате нови општини, да гледате нови вакви борби и нови неизвестни моменти. Ова Елена Лука прекрасно ви стои, колешке. И Селио, драг така, колега. А за нашите кандидати се погреши. Овие се за нивниот изглед. Ви благодарам на вашето внимание и се гледаме во наредната епизода од шоуто. Останете со нас и слушајте македонска музика.